Гарантирани цени на производите од утре веќе нема. Се одмрзнуваат цените на белиот ориз, брашното, лебот, тестенините, млекото, јајцата. Какви ќе бидат цените во маркетите од утре ќе зависи од самите трговци. Но вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битеки вчера порача дека секое неетичко однесување на било кој трговец ќе биде казнето. Тој повика да реагираат Комисијата за заштита на конкурентноста и Организацијата за заштита на потрошувачи и повтори дека најсоодветно решение е да се изгласа законот за нефер трговски практики. Економистите велат дека замрзнатите цени на производите не даваат резултати на долг рок и дека треба цените да се одредуваат долгорочно. Според нив, ценовен шок не би требало да има, иако праксата покажува дека благо покачување на дел од цените на производите ќе биде забележано во периодот кој следи. Јас лично не очекувам дека ќе дојде до таков ценовен шок или енормно зголемување на цените на производите, но од пракса гледаме дека постојано одредени производи си го добиваат својот пораст на цени, кој што е минимален, но така на долг рок постои тоа. Значи и во овој период оние производи што не се замрзнати бележат пораст. Тој пораст не е нормен, не е толку скоковит што викаме ние. Меѓутоа постои тој пораст. Сите ние поединечно кога одиме, кога пазаруваме, гледаме дека одредени производи си бележат пораст. Дали 2, 3 денари, 5 денари, така да постои тој пораст, но со ова замрзнување, со ова прекинот на гарантираните замрзнати цени, јас лично не сметам дека ќе дојде до таков енормен пораст. Од друга страна пак штипјани сметаат дека цените на производите ќе пораснат, а со тоа ќе се зададе нов удар по домашниот буџет. Согласни се дека и за време на мерките, односно замрзнатите цени на производите, немало некое олеснување на нивниот домашен буџет. Сега се децидни, цените барем на најосновните производи ќе бидат зголемени. 100% дека ќе се покачи. Колку се покачија продуктите, пензиите и платите, исти останаа, ништо не покрива, 5% качили. А на ние качија 78%. Исто ли е? На ние дупла, на нас 5% или 6%. Сега спрема замрзнувањето на цените што беше, делуваше позитивно на домашниот буџет. Меѓутоа се не знаеме што ќе биде, дали ќе дојде до одмрзнување на цените. Ако дојде до одмрзнување на цените, не е во ред со потрошувачите. Што знам, тоа ништо не може да ни изненаде. Што сето друго, нели, се е тоа се више навикнати на тоа. На сите други, и на гориво, и на искрена, и на све, и уопште на живото. Се поскапува. Храната е в суштини најскапата, нели? Не може да обстанеме. Мислам сега, нели? За некој е лоше, за некој е добро и така тоа иде. И секогаш е било така и секогаш ќе биде. Поголеми плати, пензии има, ние со пониските. Тешко е малку, ама здравје, нека не бидат живи и здрави деца. Очекувам, тоа моментално може да биде, тоа потрошувачката која ќе видат не и моди, сами ќе ги пуштат цените. Како нормално. Тоа ти е она пазарна економија што викат и секој си гледа пазаро зависимо од тоа, од продажбата и сам ги намалува. Одлуката за дел од производите да се продаваат со ознаката гарантирана цена стапи на сила на 20 септември годинава, со што тие беа со замрзнати цени. Економистите велат дека помош за граѓаните ќе биде новиот пакет антикризни мерки.